Честит празник на сите љубители на градините и сите оние што на различен начин покажуваат како си ја сакаат својата татковина. 8 септември, денот на независноста на Македонија, а пиперката символ за препознатливост на нашата татковина. Токму затоа, во петтата емисија на градината на Филип, ќе зборуваме за пиперката. Тука е Александра Лозановска од Демирхисер, која прави туристички тури низ својата бавча. Нејзината бавча е туристичка дестинација, а пиперките имаат особено значење во нејзината градина и таа подготвува многу интересни рецепти, па ќе сподели и рецепт со нас. Од Институтот за земјоделство со нас ќе биде Билјана Дрвошанова, која ќе се вклучи да ни каже за биодиверзитетот на македонската пиперка. Ќе зборуваме и за едно старо растение, старо цвеќе, джунџуле, но не само за неговите декоративни карактеристики, туку и за што е корисно и зашто е важно да го имаме во нашата градина, а особено и ако чуваме кокошки. Што јас правам во мојата градина? Носам земја од еден комшија кој рамнеше една површина, таа земја не му требаше. Дел од земјата ја донесе и ја користам за рамнување на дел од мојата градина, што се надевам следната година ќе биде насадена. Планирам таа земја да ја измешам со арско ѓубриво и да добијам една убава површина за да насадам некои други култури во следната градинарска сезона. Гледајте го петтото празнично издание во кое ќе слушаме убава македонска народна музика, ќе учиме за пиперката, ќе се едуцираме и ќе се дружиме со прекрасните гости. Секако ќе споделиме од каде можете да купите и здрави, убави производи и се во знакот на пиперката и во знакот на нашиот голем празник. Градинарски поздрав и гледајте ја градината на Филип. Ајде зборувам. Градината на Филип, петто издание, 8 септември. Благословена земја е Македонија со своите полиња и езера, особено со првите. Заградени со гори и планини, богато напојувани со реки и потоци, од окружувачките им водести планини, тие полиња представуваат места каде што се излеал сиот Божи благослов на земјата. Покриени со бујна, шарена растителност, тие се цветници, многу пријатни за гледање, грижливо обработувани од густото и трудолюбиво население, тие се вистински градини. Јас сум уверен дека и швајцарските полиња би позавиделе на некои од нејзините полиња за плодноста, красотата и нивната свежина. Ѓорче Петров, материјали по изучување на Македонија. Драги слушатели и гледачи, со овој цитат од Ѓорче Петров ви го честитам 8 септември, денот на независноста на Македонија. Во ова петто празнично издание, зашто друго би зборувале ако не за пиперката како белек на Македонија? Па, кој да го прашате ќе ви каже дека прв пат кога пробал се заљубил во ајвар, каснал пиперка и го опил мирисот на печените пиперки на кои токму сега име сезона. И така ќе биде до октомври, додека сите со ред не направиме ајвар. За пиперката како растение, да ви кажам дека според податоци во 2017 година, таа во Македонија се наоѓа на второто место како зеленчук кој најмногу се јаде во оваа држава. Од прилика 64 килограми е пресметано по семејство дека се јаде во текот на годината токму од овој производ. Пиперка доаѓа од Јужна и Средна Америка. Низиното латинско име за оние што сакаат да истражат нешто повеќе е Capsicum anum. Таа припаѓа на фамилијата Solanaceae, заедно со доматот, компирот и други. Тоа е една прилично голема растителна фамилија.
Пиперката е одгледувана уште од инките, одгледувана е во Мексико, Бразил. Всушност тоа се нејзини родни краеви. Инаку таа е кај нас се одгледува како едногодишно растение, меѓутоа всушност во нејзините родни места е повеќе годишно растение. Затоа што климата нели е поблага, нема ладни зими, па може да обстои. Во однос на начините на одгледување постои конвенционално и органско производство кај нас. Може да се одгледува во пластеници, може да се одгледува на отворено и секако безброј се нејзините сорти и за многу различни нешта се употребува. Токму затоа пак денес имаме соговорници кои на вистински начин ќе не запознаат со тоа. Што е важно да се каже? Важно е да кажеме дека се бираат во зависност од тоа какви пиперки сакаме да произведуваме, бираме различни сорти спрема нашите потреби. И од сортата пак зависи каква должина на вегетација имаме, каков облик на плодот, каква боја и така натаму. За пиперката има многу да се зборува, но тоа денес во моје име ќе го направат и нашите соговорници. А доколку нормално сакате нешто да прашате, да кажете некој совет или да прашате за нешто што ве мачи во производството на пиперки, тоа можете да го направите ако ни се јавите или ни пишете. Инаку е топлолюбив вид, затоа и толку убаво успева на нашата почва, затоа што имаме многу сончеви денови и топли денови во нашата Македонија. Оптималната температура за ртење и никнење е околу 30 степени и бара пониски температури кога е во фаза на котиледони. Расадот бара температура од 25 степени и најмногу цветови и најдобро зачнување на плодовите има при температура од 25 степени. Годинава што се случи, имавме многу високи температури и токму тоа беше причина некои градинари да останат без пиперки. Има релативно слабо развиен коренов систем, а тоа ќе значи дека кога одгледуваме пиперки ни треба редовно залевање, затоа што коренот на пиперката е плиток и нема таа многу жилички, нема разгранет корен за да ја впие почвената влага, затоа мораме редовно да наводнуваме. Можеме со систем капка по капка, се наводнува со прскачи, се наводнува и традиционално со црево, со вади, со бразди и така натаму. Друго важно во однос на нутритивните вредности да запамтиме добро дека правиот избор за повеќе витамин С во нашиот организам е пиперка, а не лимон. Се смета дека пиперката има дури 3 пати повеќе витамин С отколку портокалот и отколку лимонот. Така што освен вкусна храна во сите облици, таа е лек за нашиот организам, содржи многу важни минерали, содржи витамин Б, содржи витамин С, содржи каротини, а пак оној лут вкус лутината што ја има, која ни помага во регулација на крвотокот, го забрзува крвотокот, тоа е всушност капсицинот, што го содржи пиперката и затоа не за џабе се вика Capsicum annuum е нејзиното латинско име. Најчесто кај нас ја произведуваме од расад. Друго е важно дека пиперката има големи потреби од хранливи материи и освен што ќе направиме прихранување пред да садиме, потребно е прихранување во текот на нејзиниот развој. Што е битно? Многу е чувствителна на некои штетници и мора да се одгледува во плодоред. Рековме да знаеме кога која култура садиме на тоа место каде што ќе садиме пиперки. Со одгледувањето на пиперките како монокултура веќе по втората и третата година значително се намалува
приносот. Затоа мораме да имаме садење во плодоред и на 4, дури после 4-5 години на истото место каде што сме саделе пиперка, дури тогаш можеме повторно да ја имаме истата култура. Сега ова да ви го кажам, дека не треба да се одгледува по или покрај растенија кои се од нејзина фамилија, а од нејзина фамилија се модриот патлиџан, компирот, доматот, значи тутунот исто така, не треба да биде пиперката нивна култура насадена после нив или пак покрај нив. Затоа пак исто така треба да одбегнуваме и краставици, значи растенија од фамилијата Кукурбитаце, а најдобри пак предкултури се едногодишните и повеќе годишните легуминози, значи грашокот на пример, понатаму го имаме житариците и тревите. Разораните ледини и луцериштата представуваат добри терени за одгледување на пиперката и таа е добра предкултура за многу градинарски и поледелски култури, особено за кореновите зеленчуци и шеќерната репа. За пиперката толку. Сега одиме со мала музичка пауза и ја вклучуваме нашата соговорничка Билјана Дрвошанова, која ќе ни зборува за диверзитетот на македонската пиперка. Музика, па продолжуваме. Бидете наши пријатели. Пела радио. Еве сме повторно во студиото на Радио Пела, продолжуваме со градината на Филип и главната тема пиперки. Инаку да ви кажам што слушнавте. Ексклузивно ја слушнавте првата изведба на македонската химна. Токму така звучала од Никола Бадев, Александар Сариевски и Васка Илиева, испеана прв пат македонската химна по текст на Владо Малески. А со Билјана Дрвошанова
од институтот земјоделскиот институт Скопје при УКИМ, која е магистер, инаку асистент истражувач и моментален докторант на Факултетот за земјоделски науки и храна, а токму на тема евалуација на биолошката разновидност на пиперката во Македонија. Пиперка и Македонија и експертот Билјана Дрвошанова. Билјана, благодарам што си гостин вака телефонски во нашата емисија. Честит празник и добре дојде во градината на Филип. Здраво, добре ве најдов. Честит празник на сите слушатели на Радио Бела и на градината на Филип и секако ти благодарам за можноста да се слушнеме и да споделам дел од своето знаење, особено на вака значаен празник, за една тема која што е значајна и традиционална и толку препознатлива за нашата земја. Токму така, пиперката, рековме, е символ, а пред да почнеме за она што ти ќе ни зборуваш, да кажеме дека во тек е еден тренинг за производство на семе за пиперката, па може ли да ни кажеш малку повеќе за тоа како се одвива и како ќе продолжи тој проект? Да, може. Значи, тоа се работи за еден проект кој што Земјоделскиот институт во Скопје го реализира во соработка со ФАО. Проектот е насловен како возможувачки активности за прилагодување на земјоделството кон климатските промени и во рамките на тој проект институтот доби задача да реализира неколку демонстративни опити. Се работи за 3 култури, пиперка, граф и една житна култура есенска која што сега допрва ќе ставиме во опит. Ги анализираме културите во 2 локации, ги тестираме со примена на одредени агротехнички мерки за да се оцени од една страна влијанието на климатските промени во разните производни услови, а од друга страна што е она што може да ги зајакне производните системи и да подобри отпорноста на производството кон климатските промени. Целта на овој проект исто така да се зајакне секторот за семе во државата, така што ние во рамките на демонстративните опити, целта е да се произведе семенски материјал од истите култури, од истите сорти, како би можеле и производителите да ги зајакнат знаењата и капацитетите и да можат да произведуваат семе сами. Ова особено е важно, нели, во однос на пиперката, за помалите производители во нашата земја, какви што се во поголем број се мали семејни фарми и тие голем дел од нив одржуваат 1 до 2 популации од различни типови на пиперки во своето производство. Кога сме веќе кај темата семе производство, каква е состојбата на семе производство на пиперка во државава? Семе производството на пиперка нема формален или официјален карактер. Целокупното производство, како што кажав пред малку, е насочено во малите семејни фарми кои што одржуваат свој семенски материјал. Значи, во управата за семе и саден материјал, која што е дел од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, нема регистрирани снабдувачи на семенски материјал од пиперка. Зеленчукот во светот, главно, па и на пиперката, е фокусиран на одгледување и развој на хибридни сорти, а овие традиционални сорти кои што се произведуваат кај нас и се одржуваат во помал обем, за нив се задолжени, да кажам, земјоделците. Така. И сега, пред да почнеме за она што го нарекуваме биодиверзитет, што значи биодиверзитет, што значи диверзитет, да појасниме за гледачите и слушателите и да се задржиме потоа токму на она што ти го истражуваш во докторатот, она што го работиш во однос на диверзитетот на пиперката во Македонија. Така, значи, агробиолошката разновидност или земјоделскиот биодиверзитет
представува разновидност на земјоделските системи во однос на различните растенија, па и животински видови кои што се произведуваат и одгледуваат. Тука секако влегува и комбинацијата нели на гени во рамките на видовите, како и специфичните биолошки или и абиотски елементи на екосистемите каде што се одвива земјоделското производство. Токму благодарение на биодиверзитетот, најнапред по пат на природна селекција, а подоцна и преку примена на научните сознанија и развојот на модерната селекција на растенијата, денеска во светот се развиени бројни сорти кои ги задоволуваат барањата и на пазарите, но и на производителите. Меѓутоа, биолошката разновидност и биодиверзитетот, токму поради ова што пред малку го кажав, како резултат на глобализацијата, има податоци дека 50% од светската трговија со хибридни сорти во градинарството е под капата на 6 големи корпорации, кои воедно се занимаваат и со истражување и развој на нови хибриди. Сега, за сметка на тоа, бројни помали истражувања и некои селекционерски програми во рамките на научните институции се истиснати од овие корпорации и токму заради тоа е една од причините поради која што постои ризик дека идните истражувања во селекцијата на зеленчук ќе бидат насочени кон потребите на големите компании, а ќе се намали бројот на селекционери или на одржувачи на овие сорти во што го чинат биодиверзитетот. Токму затоа и нашите мали производители и сите чинители во секторот кои што одржуваат на било каков начин семенски материјал и ги зачувуваат тие генетски потенцијали се многу значајни. Во светски рамки за биодиверзитетот е препознаен и континуирано расте свеста и се спроведуваат голем број на активности. Во Европа е формирана програма за соработка за растителните генетски ресурси, која што ја сочинуваат представници на релевантни институции од земјите, генбанки, научни институции и така натаму, и тие ги каталогизираат во каталог, достапен на интернет, значи Eurysco се вика каталогот, сите растителни генетски ресурси. Во овој момент, податоците од 43 земји сочинуваат 1.938.422 примерока од растителни генетски ресурси. Дел од во овие податоци, дел се има и нашата земја, значи придонесе направен преку еден проект спроведен пред неколку децении, кој што е реализиран и како резултат на тој проект е формирана и генбанката во Земјоделскиот институт во Македонија. Во нашата генбанка, еве да кажам и кај нас, значи се складирани, се чуваат 2022 примерока на земјоделски растенија, од кои што 28 видови зеленчуци се представени со 381 популација. Во генбанката покрај семе од зеленчук се чуваат семиња од житни растенија, располага и со ексциту колекција на овошни видови и на лозов материјал. Имаме ли ние некоја посебна специфична сорта на пиперки, нешто што посебно би го издвоиле, бидејќи рековме дека толку многу се произведуваат во Македонија, тоа е втор производ по однос на конзумирањето од страна на граѓаните, што е баш специфично за пиперката во однос на нашата држава? Па вака, имам неколку податоци кои што во текот на моето истражување за потребите на докторската дизертација ги открив и постои, значи, досегашните бројки покажуваат дека бројот на пиперки колекционирани во Република Македонија не може да се систематизира. Тие податоци не се систематизирани. Меѓутоа правени се во повеќе наврати, повеќе истражувања. Најпрвото истражување направено и колекционирање во 74 година,
каде што се посетени 303 локалитети од Македонија и се собрани некаде преку 2000 примероци од зеленчуци и ситно овошје. Од таа колекција пиперки се собрани 483, значи 483 различни популации, кои што подоцна дел од нив се анализирани, истражувани, а дел се за жал не можам да кажам загубени, тие се складирани во САД, бидејќи тој проект бил реализиран со помош финансиска од САД, затоа што во тоа време во земјата немало услови за долгорочно чување на семенски материјал. Од пиперките, значи, согласно Законот за семи и саден материјал, во националната сортна листа се впишани некои локални сорти или екотипови, а точно со цел да се зачува тој диверзитет или да се користат овие растителни генетски ресурси во земјоделството. И така во националната сортна листа се евидентирани и признаени околу 23 екотипови пиперка, меѓу кои има бела капија, калифорниско чудо, феферони, црвени, зелени, сладки, жолти, калинкова жолта, зелена, црвена, куртовска капија, лесковачка лута пиперка, нишка шипка, танеге сиврија, сомборка, тетовската бабура, доста препознатлива, Магдалена, овчеполска капија и тина. Дел од овие пиперки се и селекционирани во Земјоделскиот институт во Скопје од страна на научните работници во минатото. Денеска во институтот, во генбанката, има складирано само 96 примероци од пиперки, а по ново време, во поскоро време, е направена една колекција од 460 примероци на Факултетот за земјоделски науки и храна, каде што доминираат везените пиперки. Голем број од овие истражувања, како што кажав, укажуваат на тоа дека производителите, земјоделците си одржуваат една до две па и повеќе сорти кои што им се прилагодени на локалните услови, кои што се доволно приносни или пак имаат развиено некаква отпорност кон болести или штетници, од различни причини ги зачувуваат. Како препознатливи производи за Македонија, а помалку познати во светот од пиперките, се везените пиперки секако. Тоа е едно наше национално богатство, за кое што допрва мислам дека ќе се проведуваат доста активности и се разбира, се надевам дека и ќе има слухи од страна на државата и на останатите институции кои што треба да се грижат за биолошката разновидност, да ја направиме малку попозната, попризнаена, а кој знае, можеби да стигнеме до таму и да ја извезуваме, бидејќи на вистина нема сорта официјална во сортна листа, да кажам, или да се купува семенски материјал, сето тоа е наше традиционално богатство. Навистина е така, во однос на твојата научна дејност и навистина со дело ја негуваш и се трудиш да зачуваш се она што имаме во однос на зачувувањето на семето, на производството на пиперка, но за крај би прашал што ние како граѓани, како земјоделски инженери или како производители, како конзументи, што ние можеме да направиме за овој наш белек да навистина да си го зачува сјајот и да оди напред нашето македонско производство. Како би можел еден граѓанин да придонесе за, да речеме, зачувување на семето, негување на некоја специфична сорта или едноставно промоција на пиперката? Значи, граѓаните како крајни корисници треба да ја конзумираат како што ја конзумираат и досега, да не ја елиминираат од нашата исхрана, за да може да има побарувачка на пазарот секако. Од друга страна, до производителите апел, значи да продолжат да ги одржуваат овие сорти, да ги одгледуваат, да ги негуваат, да ги произведуваат и секако да применуваат одговорни производни практики, прво заради заради сопствена лична заштита, здравствена, а второ и за да се заштити и природата, која што во Македонија ја имаме во изобилие и здравата животна средина, да не загадуваме во процесот на производство, да одржуваме плодноста на почвата, за да може да ни враќа повеќе. Останатото, немам ингеренции да интервенирам во однос на, да речам,
производните цени или процесот на трговија, а тоа посакувам да биде некако поволно решено за производителите, затоа што тие се луѓето кои што најмногу на кои што треба да им благодариме за оно што го имаме и кои што навистина потта и маката која што оставаат по нивите е непроценлива. Многу благодарам за исцрпните информации. Се надевам нашите гледачи и слушатели имаат што да научат во овие минути од нашиот телефонски разговор. Благодарам за одвоеното време. Уште еднаш честит празник и само за крај, дали дома подготвувате ајвар? Како ги користите пиперките дома? Секако дека да, јас имам 2 мали деца кои што се љубители на ајварот, така да подготвувам, да. Дефинитивно и мислам дека ќе продолжам, затоа што и јас уживам и во голем број преработки од пиперка, не само како ајвар. Ете, тоа е важно да слушнат гледачите и слушателите дека оние луѓе кои научно се занимаваат со пиперката, знаат да подготват ајвар и уживаат во сите други производи од пиперка. Точно, така е. Добро. Благодарам и на поканата. Секогаш убав празничен ден на сите. Благодариме. Се надевам се слушаме повторно за некоја ваква интересна тема. Секако во секое време. Поздрав. Благодарам, пријатно. Поздрав, пријатно. Почитувани гледачи и слушатели, ова беше разговорот со Билјана Дрвошанова од Институтот за земјоделство во Скопје. Одиме со музика и се подготвуваме за нашата следна гостина. Бидете наши пријатели. Мила Радио.
насмевка ја пречекуваме Александра Лозановска од моја бавча, од Демирхисар, наш денешен гостин во студиото. Ја продолжуваме темата пиперка како белек на Македонија. Токму за пиперката разговараме на овој убав ден, денот на независноста на Македонија, во емисијата Градината на Филип. Ја слушнавте Билена Дрвошанова од Институтот за земјоделство, која од еден стручен, експертски аспект ни зборуваше за пиперките. Слушнавте основни податоци, а сега да видиме како пиперката може да биде атракција, може да биде нешто посебно, да ги храни сите сетили. Добре дојде за Александра Лозановска од моја бавча. Добар ден, добре ве најдов. Прво благодариме што дури од Демирхисар по врнежливо време стигнавте во нашето студио. Ми беше задоволство. Поздрав до сите слушатели и гледачи на Радио Бела и на Градината на Филип. Да се представам. Јас сум Александра Лозановска од Демирхисар и сум собственичка на моја бавча, која се занимава со изработка на домашна зимница. Вие имате убава бавча, една домашна голема со цвеќе и со зачински растенија, една голема малку оддалечена од вашето семејно живеалиште, но како еден машински инженер, несуден машински инженер одлучи да се посвети на градинарството? Многу спонтано, бидејќи моето семејство давна се занимава со градинарство. Како растеа моите деца, сакав да му овозможам здрава храна. Така. И јас ги прифатив тие услови за производство на здрава органска храна, со која што последниве неколку години се занимаваме поактивно. А дали вие додека бевте дете, например, вашите родители произведувале или? Произведувале за себе, во минимални количини во собствените дворови. Така, тоа како што рековте е дел од традицијата на овие наши краишта. Секој по нешто одгледува. И рековте спонтано кога децата порасна. Да, сакав и моите деца да се хранат здраво, бидејќи можевме да му овозможиме здрава храна. Така. Ние сме од такво поднебје, земјоделско поднебје, каде што луѓето се занимаваат со земјоделие, со бавчи и со тутун. Претежно гранка за заработка е тутунот во Демирхисар. Так, па и тука. Да, и во Прилеп, да. Така. И вашата зимница прво беше нели за домашни потреби. Да. Кој ја бенди се и рече Александра, чекај, ајде, почни да правиш. Така историски да Така малку да објасниме. Значи јас, бидејќи сум невработена, ги засукав ракавите и решив да докажам дека од една обична бавча, мала бавча, можеме да направиме фабрика за здрава и вкусна храна. Така. На почетокот јас почнав да приготвувам зимница во мали количини за пријатели, за роднини и нормално за нашето семејство. Меѓутоа ние бевме во тие мали семејства што готват многу зимница. Значи, нашата палета на зимница е огромна и разновидна. Па добро, зимите во Демирхисар знаат да бидат остри, така што мора да има зимница. Так. Почнав да ја пласирам, значи по пријатели и по роднини и самото усовршување во готвењето ме предизвика јас понатака да ја проширам целава работа во една приказна и да раскажам за начинот на живење, за традиционалната храна, за нашето гостопринство. Ние во Демирхисар сме мало место, ама има луѓе со големо срце, како мене, кои пречекуваат нови гости и кои смислуваат се нешто да биде поинтересно. Навистина... И така си го афирмираме и своето место. Така. А дали еден, рековте, несуден машински инженер замислуваше дека некогаш ќе прави зимници, ќе меша, ќе лупи пиперки и ќе оди набавче? Не, никогаш се гледав. А како пред да одиме на зимниците и на сето она што го нудите и за купувачите и за туристите, како вашата бавча стана туристичка атракција, пред тоа би сакал да прашам малце бавчата да ни опишете. Што се сади, што се одгледува во таа моја бавча? Поголемата бавча, која се наоѓа на 3 километри од Демирхисар, опфаќа површина од 1 декар и 250 квадрати и во неја главен акцент има пиперката. Така. Значи пиперката за ајвар.
Меѓутоа, тука има и разни видови на пиперки кои што се за секаква зимница, почнувајќи од, ете некои да наброиме, од бананки, од феферонки, од бабури, повеќе видови. Да, повеќе видови. Содржи која пиперка ја користите? Капија, да. Потоа содржи домат, патлижан, така, по наши, без него ништо, главен додаток. Почнуваме, имаме бостан, имаме гравче, имаме блага пченка, имаме боранија, грашак, целер, пашканат, бамја, точно, бамја, компир, и цвекло, морков, значи се е поделено. Годинава јас прочитав по интернет и решив да насадам во бавчата голем број на џунџулиња. Токму тоа сакав да прашам, значи прошарува ли низ бавчата цвеќе? Да, прошарува цвеќето да биде малку и поинтересно за гледање. Меѓутоа, џунџулето прочитав дека со својата миризба ги одвраќа штетниците, значи да не доаѓаат да прават проблем. Така, еве јас како земјоделски инженер ви потврдувам дека тоа е така и се повеќе се користи џунџулето или тагетес на латински во органските бавчи. Значи, начинот на кој вие произведувате е органска градина всушност. Така, ние се трудиме што повеќе да биде здрава. Значи се наводнува капка по капка од вода, подземна вода, здрава. Така. Почвата е со арско ѓубре. Значи, тука за тоа е задолжен мажот ми. Се што треба од органско производство, тој го... Имате своји собствени животинчиња? Не. Така? Значи, не можеме таму, сепак тоа се води како градче, такви не е дозволено животинчиња, меѓутоа од селата, вие сте точно во градот стационирани. Меѓутоа од селата, да, можеме да си купиме и да си ставиме такво арско ѓубре на почвата. Важно е дека во дворската градина, во малата бавча, една, да речеме, спектар на зачински растенија. Така, тоа ми е новитет годинава. Малку повеќе за тоа да ни кажете. Во малата бавча, оние што не можат туристи, пример, да ја посетат големата бавча, имаме друга опција, тоа е малата бавча. Тука има се како што има таму, плюс имаме 30 видови на зачински билки, кои како ќе доаѓа времето, јас си ги берам и тие семиња си ги толчем и си ги правам зачини за се што ми е потребно. Можеме нешто и да наброиме, како орегано, некои се специфични, орегано, чубрица, црн ким, анасон, неколку видови на магденос, имаме роквички, имаме црна роква и така. Така. И рековте исто така малини и капини, значи како јагодесто овошје. Сега ќе кажам како сезоната, како месеците си го носи својот плод. Така почнувам јас, значи моја бавча не се занимава само со се од пиперки. Почнуваме од мармалади, од компоти, а сето тоа, значи го правам од мои производи. Од семе до готов производ во тегла. Ништо не купувам. Имаме во дворот малини, рибизли, капини, јагоди, гоџи плодови, значи имаме секако вид на овошје. Кога сме кај семето, пред да навлеземе во за пиперките повеќе да кажеме, дали семето за капијата исто сами од семе? Да, семето си го збираме сами во есен од најубавите плодови, исто и од томатите. Не се модифицирани семиња, така. И тоа семе си го зачувуваме, си го третираме како што треба со сушење, со никакви додатоци и си го сеиме на пролет и од семче доаѓаме до ајвар во тегла. Тоа е голем процес. Сигурно тој ајвар е посебен, уникатен и препознатлив од она што можеме да го најдеме нели во широката потрошувачка. Вие рековте, јас се трудам да понудам квалитет и топлина и домаќин лук што викаме, а не само квантитет. Така, секоја тегла си има своја приказна. И сега рековме, бавчата стигна да биде туристичка атракција и да имаме се за пиперки. За се за пиперки и за бавчата зборуваме веднаш по музичката пауза.
Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солнце жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно. Солнце жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што ти е вгади, е так само. Солзи избриши, лична Јовано, ти се ко нам не сум душо и неверно. Кој те мамел лична Јовано, дека друга ми е срцево. Очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Кој те мамел лична Јовано, дека друга ми е срцево. Очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што ти е вгради, е так само. Солзи свиши, лична Јовано, ти се ко нам, не сум душо и неверно. Еве по музичката пауза во празничното издание на градината на Филип. Продолжуваме со нашиот убав муабет со Александра Лозановска од Моја бавча. И сега зборувавме за производството, зборувавме што има таа градина, какви производи нуди и сега да видиме што се случува, како таа градина не е обична градина, туку е отворена за посетителите и за гостите и станува туристичка дестинација. Како почна приказната за тоа? Значи, оваа цела приказна сама си доби свое име, спонтано, Моја бавча, бидејќи кога разговаравме, велевме пиперките од мојата бавча, патличаните од мојата бавча и така спонтано си го доби името Моја бавча, а искуството се од пиперки. Така. Јас сум член на Slow Food, веќе 3 години, активен сум член. Slow Food Битола, да, така. Slow Food од Битола, кој на некој начин ми овозможи да започне сето ова со презентација на мојата зимница. Запознав многу луѓе, Така. меѓу кои и платформата Genuine Experience од Охрид, каде што можат сите заинтересирани да ме побараат и да си закажат едно автентично искуство во мојот двор. Значи, вие всушност на еден од саемите на Slow Food Така. однесовте ваши производи, така почна приказната. Така почна и приказната. Така. И реакциите беа позитивни од... Да, реакциите беа... За почеток јас не се надевав на ништо. Така. Меѓутоа како врвеше времето, се некои показатели кажуваа дека ќе почнеме нешто да работиме рурално. И еве тоа е еден успешен Така, пат. почетоци се надеваме дека ќе биде многу подобро. Јас слушнав многу убави коментари од другите членови на Slow Food дека вашите идеи се прекрасни, но велат дека зад секој успех Така. на носителот на успехот стои неговото семејство. Така. Како вашето семејство ви помага во оваа приказна?
Секој си има свое место Така. во работата. Меѓутоа, најмногу ми помага за дизајн на теглички, за украсување, за сувенири, мојата ќерка, која е машински инженер, Така, како се вика? Јована. Јована, да, со Јована. Јована контактирав додека се подготвувавме за емисијата. И Така. има многу идеи, и јас имам, бидејќи меѓутоа таа и ми ги реализира. Ми Така. помага, ме поддржува, тука се и синот, и сопругот, меѓутоа и свекорот и свекрвата, кои сето ова ни го наметнаа. Значи, за здравата храна Доаѓаме до тој момент. Главните Како вие виновни. рековте свекрвами. Обично свекрвите се озлогласени во македонската традиција, ама во овој случај не е така. Александра баш со најубави зборови рече дека свекрвата ја мотивирала да се погрежи за своето семејство да обезбеди здрава храна. Како беше тоа? Така. Таа сие, значи, по здравата храна, Така. и по чаевите, и по билките, таа изработува и разни тинктури. Така. Прави разни мешавини на чаеви за Така. различни болести. И сето тоа, секојдневно, таа ни го наметна и нас. Ете, и така Почнавме, приказната. да, со Поздрав здравата. до свекрвата, Александра. Така почна и Така. занимавањето со здравава храна. Така. Рековме дека што еден турист, бидејќи рековме дека Бавчата сега е туристичка атракција Така. и дестинација, што еден турист или група туристи што ќе се пријават преку Genuine Experience ќе добијат што ќе видат, што ќе вкусат кај вас. Како би бил Сето еден тоа ден? е една програма што сами си ја направивме, Така. која трае од 3 до 4 часа. Така. И би било пожелно туристите од Сабајле да идат од Така. 8 часот за да можеме да одиме на Бавчата. Така. Значи одиме таму, тие се задоволни од природата, фасцинирани се од Бавчата, од редоследот на производите. Ако сакаат и ако имаат желба, тие можат и да скинат што сакаат Така. и на лице место можат да го вкусат самиот производ. Така. И Бидејќи не е прскано, може не, да се не, може набере само и да го се- избриши Така. со рацете и да касни се фасцинирани од вкусот, например, Така. посебно на патлижаните. Така, така. Па ќе набериме што сакаат и со тие производи подоцна дома ќе правиме макала и разни салати кои тие ќе си ги пробаат. Така, Да ги така. јадат. Тоа е Тоа е почетокот. Така. Потоа се враќаме во дворот. така. Тука имам јас спремено разна традиционална храна, покрај ајварот, што е главен, и сите сосови и додатоци од пиперка, Така. значи да има со што да се вкуси. Сигурно. Тука се нашите демирхисарски питулици, зелник со кромит, мазници, имаме лепче месено со семиња во фурна, сето тоа го печам јас во фурната, си имам мини фурничка На во дрва, дворот, така. да, на дрва, да се задржи традицијата. Имаме сирење, исто од локален производител купено, значи се акцент Ги е на вклучувате здрава храна. вашите така. други Да, речеме понудувачи како колеги мене. кои се локални Така, производители. Така, јајца, сирење, се што не произведувам јас, а ми треба, го купувам од локални производители. Веројатно истото го прават и тие, претпоставувам, кога имаат потреба. Така, тоа е и целата работа на овие поврзувања, да си Така. помагаме меѓу себе. Исто така служиме домашни пијалоци. Сето тоа го произведуваме ние. Од чаеви, од сокови, од компоти, ракија, вино. И на крај еден десерт, за да Така. се окружиме, десертот обавезно мора да биде некој природен со некое овошје од мојот двор. Така, така. Ајде, потоа ги вклучувам во изработка. Значи, тука треба да подготвиме неколку макала, за Заедно со да, гостите. со гостите и тие сакаат да се Да, вклучат во работата. учествуваат, така. Да. Од каде до сега имавте гости? Па Какви се нивните искуства, може би нешто, еве, што тие како впечаток кажале? гостите досега ми беа претежно од Полска. Така? Тие се фасцинирани на пиперката во колку варијанти ние ја користиме. Така. Што можеме се да направиме од неа. И јас сега во последно правам чипс од сува пиперка. Така. Може да биде и од везанка, значи И малку како тој чипс лутичка. се јаде исто како чипсов од компир? Да, може Да. и така, може и со некој додаток, например Така. на лепче, на палента, на нешто.
така. Да, како додаток и е многу интересен за јадење. Значи, всушност, туристите кога ќе дојдат во моја бавча, ја следат приказната искуството се за пиперки, така? Така, тоа е главна врска. тема, да. Така. И додека готвиме, ќе сготвиме и ставаме на масата. Си седнуваат гостите и додека тие консумираат тоа што е поставено, се е напишано што јадат. Значи, се е напишано од ајвар, од лутенка, малиџано, зелена паштета, кетчап, ѓувеч, патлижан во шише, пиперчиња полнети со изварка и со павлака, кисели краставички, се што произведува мојата бавча. И разговараме за тоа како сите тие производи што дошле во теглата се сработени од наша страна од семе. Со презентација на слики. Так. Да видат како тој процес се развива. Дошло до готов производ. Во колку периоди од годината може да дојдат туристите? Можат да дојдат туристите од април, значи ако е убаво времето убаво, да, па се до ноември. Так. Можеле да дојдат да посетат, бидејќи во април јас си имам од ланската зимница, за да имам што да покажам. А сега сакаат повеќе во есенските денови, бидејќи тогаш дворовите мирисаат на зимница, свежо подготвена. Бавчите се полни, се бере производството, но... низи, пиперки, нижани по сите дворови, кои се наша традиција, и затоа велиме дека символ ни е пиперката. А вие ни кажавте дека, и сега малку излегувам од темата пиперка, меѓутоа како дете од градот на тутунарите, кажавте дека гостите многу ги интересира процесот на обработка на тутунот. Што сака, што им е интересно? Интересно му е самиот тутун. Како култура, како култура, а не само како цигара, од каде е дојден, како се насадил. Му покажувам и како можат и да го берат. Потоа кај мене во дворот имаме и сушари за тутун, бидејќи се занимаваме и со тутун. Се сликаат со тутунот, го мирисаат, миризбата му е многу пријатна. Значи, нашиот тутун па е еден од најквалитетните тутуни во Европа, колку што сум читала. И на крајот се извежбав и да покажам, да направиме една цигара од дробен домашен тутун, кој што го викаме качак. Качак, да. Така. И тие сакаат и да купат цигара. Па секој би посакал такво... И му е многу интересно и тоа искуство. И навистина не секојдневно искуство. Ние овде, еве Николче ќе ни помогне да видиме некои од производите. Имаме Александра во нашето студио донесе некои производи. Тука е, рековте, правите чипс од пиперка, еве овде една сува пиперка, гранче, босилок. Ова рековте е подароче кој го добиваат гостите. Така? Што всушност символизира и да им биде еден подсетник. Ова е еден символ на моја бавча. Така. И со тоа се занимава ќерката. Ги изработува ги изработува тие и многу други идеи што се реализираат моментално. Овде имаме еден интересен производ, за него ќе зборуваме во рубриката Пиши вака, малку подоцна. Значи имаме царска салата, еве може да се погледне, видите. Каде што е застапена црвената пиперка. Така, еве видите колку богато изгледа тегличката со сите бои. Овде некако како да има композиција. Внимавате на тоа како ги видите? Не. Целата композиција е направена во шерпата. Тоа само се става внатре и така иди. Ама боите си го прават своето, природата како најголем уметник. И еве имаме домашна лутенка. Бидејќи немав не ајвар, се потроши. Ајварот веќе го потрошија така. А за сладкото од пиперки, кое е многу интересно, ние овде ќе имаме можност да го пробаме и вие ќе имате можност да го пробате доколку отидете во моја бавча кај Александра. Друго што сакав да ви кажам дека има уште една огромна палета на производи, но сега ако Николче е подготвен, ние пак малку музички би се одмориле, би слушнале некоја убава македонска песна за овој празничен ден и би зборувале потоа за другите теми со Александра. Инаку, одиме со музика? Ајде.
татковината велат се брани со убавина, а татковината исто така се сака и со мотика. Затоа треба да ја работите земјата и така ќе ја покажете дека ја сакате земјата и дека ја сакате татковината, а пак таа ќе ви врати со многу плодови. Еден таков револуционер со мотика е Александра Лозановска. И откако посеавме, насадивме, вадевме, ѓупревме, гноевме, од семе стигнавме до овие теглички што се навистина полни со здравие. Да ни каже Александра за царската салата, што содржи овој производ, кога би го пробал, би го купил некој така. Производи се од моја бавча. Така. Главен глумец е тука, црвената пиперка, карфиол, краставичка и морков. Така. И секој може да си ја направи според вкусот. Да си стави повеќе карфиол, помалку краставичка или кој како сака. А лутенката што содржи? Дали само Лутенката е еден од бараните производи после ајварот. така? Значи лутенката е многу автентичен вкус, многу интересен и многу сладок. Па јас мислам дека ајде ајваров генерално е проширен и на Балканот, Так. да речеме, ама лутенка јас не знам дека некој друг прави во регионот. Зборувам освен Македонија. Так, лутенката е од црвена пиперка, исто Така. за ајвар и патлишан. Значи размерот е скоро ист. Меѓутоа има и лукче и макдонос. Така. А главно прашање и она што секоја година сите го спориме. Вие во ајварот ставате мудар патлиџан или не? Значи јас колку што знам, ајвар е ајвар само од пиперка. И јас така велам. А Ама тие што си сакаат модар патлиџан, ќе му ставиме модар патлиџан. за ова посебно да ви кажам браво, ти јас мислам дека ајвар е Николче, што Само мислиш ти пиперка. ајвар треба да е со пиперка само или не? Па не, тоа е малиџано, значи не е ајвар. Николче за малиџано навива. И пред да зборуваме за сладкото од пиперки, Александра во рубриката Пиши вака ќе го сподели рецептот со сите вас, но мене ме интересира како вие си имате едно штандче во дворот и вкусуваат туристите од тоа што го имаат, но велат сакам да си понесам за дома. Дали тоа можат да го добијат? Да, можат да го добијат. Сите производи се изложени на штамчето. И има различни пакувања, меѓутоа најинтересни се малецките пакувања, Така. за да можат и да ги носат. Така, за И можат да странците. си купат што така. си сакаат. А исто така интересно ми беше дека рековте ги сакат и оние освен солени имате и сигурно джемчиња некои така. Да, има мармалади, има сладко. Новитет ми беше годинава и јас си експериментирам и си направив сладко од тиква и мармалад од тиква. Мармалад немам пробан. Мармалад од тиква. А во сладкото од тиква оди и орев, така? Оди. Така. И суво грозје и орев. Така, се кавадарчани сака. речели го вика тоа со така се вика, да, точно. И уште еден интересен Така. детал да кажам, Така. дека во моја бавча се прави тикварник. Тоа е многу Причина плюс убав да десерт, дојдеме. кој што го Така. комбинирам со капини и со ореви. Превкусно вака звучи, Да, треба да се проба треба и да јас се еве проба. те поканувам да дојдеш во моја бавча. Со задоволство, и да го искрено. заокружиш целиот разговор. Да, и да ја доживеам приказната Така. за која денес зборуваме. Така. Меѓутоа, исто така, некој што можеби нема да дојде на таа тура, ама сака зимница, исто така може да порача, Да, така? може да порача. Кај Ќе вас си нема се доаѓање на врата, туку Не, мора така. список да се... Да, ќе си нарача, бидејќи јас не приготвувам да има во големи количини. Значи, кој како ќе порача, така ќе си добија. И до кога треба да се порача, на пример? Порачките почнуваат веќе сега, Така, сезоната за наредната почнува. година. За ова година, така, за ова така. година, за И вие веќе наредната ќе испланирате година. колку Така. можете да... Па така, да капацитетот си го знам јас колку можам, знам колку порачки можам да прифатам. За сите оние што им се допадна оваа приказ на моја бавча стана и наша бавча сега преку се она што ни го раскажавте. Можат да не најдат. Како да ме најдат? Можат да не најдат на Facebook страницата моја бавча и исто на Инстаграм, Така. исто моја бавча, таму да се обратат, има и број на телефон, да Да се ве јават, контактираат. да не контактираат и така може да добијат некој производ што го сакаат.
и производ, и приказна, и искуство, и дружба, се во моја бавча. Одиме со Пиши вака. Рубрика во која денеска нашата гостинка Александра Лозановска ќе ви представи еден многу автентичен производ кој полека станува заштитен знак на нејзината понуда на моја бавча, сладко од пиперки. Така. Ретко кој Ретко кој слушнал можеби, а за пробување уште подалеку. Јас да ви кажам, проба во Нови Сад. Има еден ноќен базар на производители кои така домашни производи прават, таму пробав, а овде не знаев дека некој прави. Да. Како може сладко од пиперки? Сладко од пиперки. Какви пиперки се користат? Се користат пиперки квалитетни за ајвар, значи црвени. Црвена пиперка за ајвар. Добро. Уште еден доказ дека пиперката ја бива за се. Да. Еве, ќе го кажам рецептот. Ајде да слушнеме. Кило и 250 грама црвена пиперка капија. Добро. Чистена од семе, миена се. Се сечи на мали лентички или на коцкички. Во овој случај е на коцкички. Така. 250 грама црвени везани пиперки, лути или не лути. Значи, лути би било подобро, бидејќи е пикантен, вкусот е многу интересен. Така. Или пак феферонки. 500 грама шеќер, еден лимон, цеден и кора од лимон, пола лажиче цимет и една ванила.Циметот не се става одма, ги дробиме пиперките, чистени, лупени, сецкани, ги дробиме и одозгора ставаме шеќерот и сите продукти да преноќи така. Другиот ден го ставаме да се вари или да се праши. Покриен преноќува? Да, така. да. Добро. Другиот ден го ставаме и си знае секоја домаќинка според густината на шербетот дали е готово или не. И јас така приготвувам. Да зоврие и чекаме сгуснување. Така, да си се пропражи 10 минути да се вари. Малце на посилна температура, уште некое време, кога ќе се сгусни шербетот, го додавам циметот, значи не е тој пред време ставен. Така. И топол се збира во тегличките. Искрено мене да ви кажам... И најмногу оди со сирење. Со сирење најмногу оди и со скара. Мене да ви кажам искрено, вака рецептот ми е многу интересен, ама мене ме мрзи да да го правам ова сладко, така што на сите вас што ме мрзи да правите дома сладко, да одите во моја бавча, Александра веќе подготвува или има подготвено. Да зборнеме малку, додека Николче ни подготви една музичка нумера, па да зборнеме малку за општо за руралниот туризам. Вие сте вклучени во повеќе мрежи, некако руралниот туризам добива замав. Како гледате на тоа и што мислите, каква иднина не чека во однос на тоа? Мислам дека моментално има надеж во руралниот туризам. Еве се покажува со интересот на различни платформи, мрежи, каде што не барат како понудувачи. Така. Има што да се понуди, да го заживееме својот крај, да покажеме што имаме ние од традицијата и така да си го афирмираме и своето место на живење. Вие рековте дека и од оние што да посетуваат често се млади луѓе, така? Да, и тоа нека биде и како порака. Така. За младите кои што се повеќе се интересираат за здравата храна. Што би препорачале, што би порачале за крај во однос на тоа, вреди ли човек да се наврати овде на своето парче земја, да работи, да едноставно да работи земја, да произведува и ете да понуди и дури и туризам или едукација без разлика? Вреди да се работи, не треба да се страмиме од работата, да ги цениме производите што ги дава земјата, сите продукти, на тој начин да се афирмираме и ние и нашето место. Така. Мислам дека таа слобода и тој мир на обработка во нива никаде не можеш да го најдеш. Тоа е пораката на Александра да дека... Значи се повеќе младите да се занимаваат со здрава храна, најмногу за ваквото време што ни иди да се спремни со имунитет. Преку личниот пример, вашите деца се вклучени во тоа, дали и тие веруваат во приказната? Веруваат и ја применуваат здравата храна и сум многу задоволна што сум успеала во тоа. Гледачи и слушатели, мислам дека вистина и во вашите домови пренесовме еден празничен, топол и надежен разговор.
земете ја мутиката в рака или земете ја лъжицата за ајвар в рака и произведете пиперки, направете ајвар и на тој начин се сака татковината. Александра, благодарам за овој разговор. Малку ќе слушаме музика, а потоа продолжуваме со другите содржини во градината на Филип. Ви благодарам што ме поканивте. Бидете наши пријатели. Пила радио. Dajte vino, site neka pijat, site ženi sobe raspijat. Ne kani me ti sočite, Paša, ke ti dade se, ke te ljubija utre koj znaje. Pekrija ljubovđija, mire ne ostanuva, do veka ke vidam takov ja. Dajte mi vino, dajte mi ženi, drugo ne treba. Dajte vino, site neka pija, mesto ne me drži brate, sloboden i tim. Muzika mi treba, samo ženi ubavim. Mesto ne me drži brate, do veka sam živ. Jaske šaram levo desno, srcevo mi bije besno, besno, neverni se moj vek godini.
paša, istinski suncar, i vo srce imam silen žar. Laze majka što me rodi, ne sakam ja smirni vodi, reka brza srce udira. Dajte mi vino, dajte mi ženi, drugo ne treba. Dajte vino, site neka pija, mesto ne me drži brate, sloboden i div. Muzika mi treba, samo ženi ubavi. Mesto ne me drži brate, do veka sam živ. Ja skešaram levo desno, srcevo mi bije besno, besno, brate, sloboden i div. Muzika mi treba, samo ženi ubavi. Mesto ne me drži brate, do veka sam živ. Ja skešaram levo desno, srcevo mi bije besno, besno, Dajte vino, site neka pija. Nema, ne trebam se to. Mnogo gradova
градината на Филип го привршуваме полека ова петто издание, празнично. Да ви прочитам од каде можете да набавите некои производи, пред да зборуваме за едно цвеќе кое можеби не е толку символ на Македонија, ама пак е боите некако се поврзани со нас. Јувки или кори на 077 790 961 можете да нарачате. Јатки од орев на 076 345 997, посни и мрсни ролати и козињак 075 216 796 и јајца од нашите пријатели Фарма Зрзе 072 306 554. Нарачајте и уживајте во вкусот на само домашна храна. А сега за џунџулето ќе зборуваме, но нешто не само што традиционално го има во сите наши дворови, бавчи и градини, некако едно време почувствував дека жолто, портокалово, жолто и црвено, значи џунџулето всушност едно време мислам дека се запоставија тие традиционални цвеќиња. А џунџулето не само што е убаво и декоративно, туку и едноставно има многу корисни својства за нашата градина. Неговото латинско име е тагетес, потекнува од Мексико и во зависност од големината на цветовите може да се подели во три различни групи. Постојат африкански џунџулиња, кои се со најголеми цветни глави, со многу латици кои наликуваат на топчиња. Еднобојни се во сите тонови на жолта и портокалова боја и постојат вариетети со различна висина од 25 до дури 90 сантиметри. Француските имаат помали цветни главички, но пак ги има во повеќе бои, од разни нијанси на жолта, портокалова, црвенкаста и многу комбинации на портокалова и дури светло-кафеава боја со висина од 15 до 50 сантиметри. Третата група се еднослојните, ситни цветови со висина од 15 до 30 сантиметри. Ги има во многу комбинации на бои, исто како и француските. Џунџулињата обично во група се садат во цветните леи по парковите, ги има и во сандачиња и саксии, цветаат од мај се до доцна есен до првите мразеви. Задолжително мора да бидат насадени на сонце и тие успеваат дури и на сиромашна почва. Се полеваат редовно, во нашиве услови, како што беше топло ова лето, верувајте, секој ден мораше да се залеваат, затоа што не ги залеете одма листовите, што си велиме ние, клапнуваат, свенуваат, затоа што температурите беа многу високи. Се размножуваат со семе, многу голема ртливост има семето на џунџулето и рано можат да се посеат, штом ги нема првите мразеви и потоа може од семето да се добие расад, а расадот да се расади на нашето сакано место. Прецветаните цветни главички убаво е да се отстрануваат, да им се отстапи место на цветните пупки и многу специфичен и убав мирис има џунџулето. Што е важно да ви кажам зошто е корисно, како што и нашата соговорничка денес спомна, многу штетници бегаат од џунџулето и ако имате џунџуле во градината, вашите други производи, пиперки, домати особено, ќе се спасат од тие штетници. Тоа е едно од корисните нешта поврзано со џунџулето, а нешто што јас го применив годинава, покрај мојата ограда каде што ги чувам, каде што е дворот, каде што си шетаат кокошките, насадив џунџулиња и што добив со тоа. Кокошките сакаат да си колвнат така свежо ливче од џунџуле, уживаат во тој вкус, а тоа е корисно затоа што џунџулето е добро за нивното здравје, но и го подобрува квалитетот на јајцето кое пак ние го конзумираме. Може значи свежото џунџуле да го пасат, нормално
во некои одредени количини, а исто така се подготвува и чај од джунџуле, односно од тагетес. Србите кадифица го викаат ова цвеќе, едноставно е уживање да се има во градината заради мирисот, заради сите корисни својства и секако заради декоративноста која ја има. Јас во изобилство го имам во мојата градина и ни една година не пропуштам да го насадам, затоа направете го тоа и вие и насадете джунџулиња. Полека мислам дека е време да ја заокружиме нашава емисија или да одиме со една музика и потоа да се одјавиме. Значи, слушаме музика и ја превршуваме градината на Филип за денес. Завршуваме со денешното празнично петто издание на градината на Филип. Татковината се брани со убавина, а татковината се сака со мотика, како што реков.
плукнете в дланки и сработете го необработеното парче земја, а земјата ќе ви врати со љубов. Довидување до наредното 6-то издание на Градината на Филип. Веќе се подготвени гостите што ќе бидат, немој да го пропуштате, на вистина извонредни теми имаме. А сега погледнете за крај на денешното издание дека никогаш не е доцна да се направат некои чекори во животот. Погледнете од нашиот колега од спортската редакција едно видео со еден велосипедист кој на 80 години се уште прави извонредни велосипедски чуда. И со тоа ја завршуваме денешната програма во живо на Радио Пела. Градинарски поздрав!